имаме ли ние шанса воопшто да размислуваме за унитарна Македонија? Или 2001 година, тоа што пред време го кажа Лјупчо Ѓорѓиевски за разграничување, нас ќе ни се врати ко бумеранг сега. Дали ние ќе папсаме? Дали ние ќе изгубиме надеж ко македонци дека можеме да ја зачуваме Република Македонија и сами ќе побараме разграничување? Што вие мислите? Дента која ќе престанеме да размислуваме за можноста за постоење на унитарна Република Македонија, во тој ден веќе Македонија ќе ја нема. Значи, се додека се уште размислуваме, се додека се уште имаме активности, се додека се уште сакаме да ја сочуваме Република Македонија како унитарна, иако сме оневозможувани однатре и однатвор, нема да барат албанците. се уште ние ќе бараме постои разграничување. можност. За жал, ако она што ни се наметнува со законот за двојазичност, ами вие бевте сите, целата македонска јавност беше сведок на она што се случуваше во општина Велес. Тоа истото утре ќе ни се случува во општина Перово, во општина Струмица, ваму или онаму. Зашто не може градоначалник на Велес да се избери без албански или без муслимански гласови. Тоа е една работа. За малку Бујар Османи не освои во трети изборна единица пратенички мандат. За малку Бујар Османи не освои. Значи, како Заев ќе влага како најголема албанска партија во кампусот на ДУИ, така ДУИ ќе влага на македонскиот исток. Стратешки, не политикански, стратешки ќе влага. Видете, значи требаше да се градат џамии во Крива Паланка. Имаше бунење, требаше во Пекчо. Никој нема ништо против религија, нели да се разбереме, тоа се интимни категории. Но кога тоа се става во одредена политичка функција преку исламската верска заедница, да се спроведе одредена албанска агенда, тоа е Крива Паланка, тоа е Пекчево, тоа е Берово. Границата сака да се освои. За жал, македонскиот народ во еден ден, доколку продолжиме да се движиме вака, токму како што рековте, македонскиот народ ќе биде тој кој ќе побара разграничување со албанското малцинство. Се плашам дека тој ден е многу поблиску, и јас се плашам дека е многу поблиску, може да предпоставиме. Меѓутоа, токму затоа велам, ваквата евроатланска северна Македонија најверојатно ќе биде само една куса етапа на постоење на ваква нефункционална држава. Значи, дајте, би сакал сите на вистина да сватат дека не може држава да функционира со два официјални јазика. Не може судство да функционира со два официјални, не може сообраќајот да функционира со два официјални јазика.